Господине Ковачевски, имаше шпекулации дека наводно сте поднели оставка, го демантиравте тоа, но што доколку не се спроведат уставните измени до оној рок ноември, кога и треба, нели, кога е рок на владата, дали може би размислувате тогаш да поднесете оставка? Не размислувам, бидејќи владата има своји ингеренции во однос на управување со државата. Обврска за уставни измени е двотретинско мнозинство. Тоа е обврска не само на владата, тоа е обврска на сите политички и општествени чинители во државата, тоа е обврска на секој пратеник да донесе одлука за иднината на граѓаните, бидејќи нашите граѓани сакаат и заслужуваат европска иднина. Ние овде разговаравме во детали што значи членство во Европската унија. Погледнете ги Романија, Полска, Чешка, Словачка, каде беа пред влегување во Европската унија, каде се денес. Порано не можеше да се замисли наш граѓанин да оди да работи во Словачка или во Чешка или во Хрватска за поголема плата. Тоа денеска е реалност. Тоа е само затоа зашто овие земји се членки на Европската унија, заради ништо друго. Бидејќи ние сме имале поголем стандард од нив кога сме биле дел од Југославија, а тие кога биле дел од Варшавскиот договор. Втора работа. Земја членка на Европска унија, од фондовите на Европска унија, добива 11 пати повеќе финансиски средства по глава на жител од земја кандидат. И се тоа аргументи кои што одат во прилог на зачленувањето на државата во Европската унија. И тој процес не може да биде заложник на ничии интереси за дневно политичка потреба. Заради тоа, мандатот на владата не е поврзан со гласањето на уставните измени. Туку, оваа влада ќе покаже дека имаме парламентарно мнозинство кое што е проевропско, и јас се надевам дека опозицијата на крајот ќе донесе одлука со која што ќе се приклучи кон Европскиот блок, бидејќи обврска и на опозицијата е да носи одлуки кои што се од интерес за граѓаните, а врвен интерес на граѓаните е влегување во Европската унија, бидејќи патот во Европската унија значи реформи, значи унапредување на сите системи и сите области во општеството. Бидејќи гледавме дека самите 11 години ниту имавме зголемен бруто домашен производ, ниту имавме развој на економијата. Ние денес, со влегувањето во НАТО, имаме зголемен број на странски инвестиции, зголемен број на работници кои што работат во странски компании. Тие работници, преку тие работни места, ги плаќаат платите на јавниот сектор во државата преку плаќањето на даноците. И тоа се најдобрите аргументи зошто државата треба да стане членка на Европска унија, бидејќи веќе ги заштитивме и јазикот, и идентитетот, и сега ни остануваат одлуки кои што се однесуваат на исполнување на обврските од преговарачката рамка.